Над 75% од енергијата во Македонија се добива со работа на термоцентралите, кои работат на производство на енергија од јаглен. Тоа значи дека голема улога во добивањето енергија има експлоатацијата на рудниците за јаглен. Според Сонја Лепиткова, државен секретар во Министерството за животна средина, јагленот е значаен ресурс во Македонија, бидејќи во спротивно би увезувале многу поскапа струја, а со тоа и граѓаните би плаќале енормно повисоки сметки за струја. Тоа се два типа различни на рудници, значи ова што е добивање на енергија, добивање работа на рудници на јаглен. Во Република Македонија главно е тоа, во некои други држави имаме обработка и на така наречени масни шкрилци, од кои што се добиват одредени други енергенси, па дури и газ. Кај нас главно најголемиот процент од енергијата, тоа повеќе во Министерство за економија може да го кажат, меѓутоа тоа што јас го знам е некаде над 75, да не кажам и 80%. Големиот број на рудници во земјава, според Лепиткова, се од голема корист за добивање енергија, а лоцирани се во Кожовско-Вулканската област, во Радовишко-Струмичкиот регион, во Источна Македонија, во Кратовско-Злетовската област, рудници на полиметали, олово, цинк, бакар со присуство на злато и други минерали од кои се добиваат метали. Во фаза е и добивање на дозволи за отворање на рудник за бакар и злато и ловица штука, чии концесионери се грижат за неговото влијание врз животната средина. За мене охрабрувачки е тоа што концесионерите кои што има добиено оваа концесија, навистина посветено се фокусираат на заштитата на животната средина по примери од високо развиените земји како Канада, Англија, бидејќи главно од Канада, мислам, и Франција беа консултантските куќи, и е битно дека многу внимаваат на превентивната екологија. Тоа е нешто што денеска во животната средина е број 1 заштита. Како што истакна Лепиткова, влијанието на рудникот и ловица штука врз животната средина во овој регион е детално испитано.